Проблемот со бездомните куќиња во Струга ескалира. Не се добројуваат луѓето кои секојдневно се жртви на куќињата кои ги има на секој агол. Стружани со последен апел до општината, ако на хуман начин не го реши проблемот, граѓаните работите ќе ги земат во своји раце. Пред цели 11 години Државниот ветеринарен инспекторат ја задолжил општина Струга и тогаш актуелниот градоначалник Рамис Мерко да издвојат пари од општинскиот буџет и да го решат проблемот со куќињата скитници. Но градот не само што не превзел ништо, туку не издвоил ни денар. За ова посведочи државниот ветеринарен инспектор Петар Ѓоргиевски, кој во 2011 година ја задолжил општината да направи мини стационар и да обезбеди шинтерска служба, со цел да се спречи ситуацијата со куќињата скитници да излезе од контрола. Има болести кои што се префрлаат од животните на луѓето, што е било опасно пестено и други работи, не зборам сега. Значи имаме паразитски болести, што никој не ги изминуваат овдека, а најголем проблем е пестилото. Значи секој куќе што ќе красне човек може да добие бесплатно после 6 месеци до 3 години. Да. Ако во првите 24 сата не прими серум, човекот нема кој да спаси. Мерко пак им го собра гајлето и на другите општини. Место да понуди решение, праша зошто нема Охрид, Кичево и другите градови стационар, влегувајќи во жолчна дискусија со ветеринарниот инспектор. Ова работа ние ќе дајме не предлог, зато убојате владата и убој што е започната. Ова работа да го дадеме на агенцијата за ветеринарство. Преку чекајте, кога можете од нас да превземате. Зошто обрска да не го земате од вашата институција? Агенцијата ние сме на државно ниво, ние не правиме. Ама на државно ниво, ја цело време за државно ниво да се занимавате со ова работа. Општина Струга е богата и парите не треба да представуваат проблем за Мерко, вели советникот од редовите на ВМРО ДПМН Ален Деребан. Општина Струга има пари за луксузни возила, има пари за 5 милиони денари репрезентација, има пари за диско осветлување на тримот кој не ни функционира, а нема пари за стационар со куќиња, за куќиња скитници. Надлежноста за бездомните куќиња Советот ја има префрлено на јавното комунално предпријатие, кое иако превработено не е способно да превземе действија, бидејќи нема стручни лица. Дополнително, надлежноста за куќињата смислено е префрлена на комуналното предпријатие за да се избегне обештетување на граѓаните кои ја тужат општината. Затоа општината не бара решение за овој проблем и парите од буџетот ги пренаменува за други непродуктивни трошоци, од кои никој нема бенефит, заврши Деребан.